Голем број битолчани, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН денеска масовно се собраа пред апелацискиот суд во Битола со цел уште еднаш да ја искажат својата поддршка кон градоначалникот на општина Битола Владимир Талески, каде што ја истакнаа неговата работа како и големиот број на реализирани проекти кои што тој ги имаше со цел да се подобре животот токму тука во општина Битола. Големиот број граѓани исто така истакнаа дека градоначалникот е чесен, а според нив единствен криминалец е градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев и тие велат дека тој што треба да е приведен е токму градоначалникот на Струмица Заев, а од друга страна бараат правдата да се исполни, односно веднаш да се ослободи градоначалникот на општина Битола Владимир Талески од куќен притвор. Големиот број битолчани, како што кажав, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН кои што се собраа пред апелацискиот суд, исто така денеска ја искажа и својата поддршка кон судството во Македонија и тие порачаа судството да работи според закон, а не под директива на специјалното јавно обвинителство и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Но подетално околу овој собир пред апелацискиот суд јас предлагам да слушнеме токму во продолжение од изјавите на граѓаните кои што денеска беа таму. Најпрво да ни е јасно зошто денес сме тука собрани. Тука сме собрани да дадеме поддршка на судството во Република Македонија, да не дозволи да падне под притисоците и уцените што ги врши СДСМ во моментот преку нејзината продолжена рака специјалното јавно обвинителство. Значи, ВМРО е честна партија, партија на честни луѓе кои што се покаже и преку градоначалникот. Значи, ВМРО секогаш гласа за честност и искреност и на тој начин по трет пат му ја даде поддршката на градоначалникот. Сакам да изјавам дека господино Владимир Талески е незаконски притворен, меѓутоа тоа е хајка на специјалното јавно обвинителство кое работи по директива на господино Заев. Наместо тој да биде притворен, во притвора Владимир Талески ни невин, ни должен. Меѓутоа, јас мислам дека во системот ние имаме праведни суди кои ќе донесат исправна одлука, бидејќи човекот не е виновен за ништо. Додека виновниците се шетат низ Струмица и низ Скопје, таму вршат бојадисват, градот го уништуваат. Јас само ќе речем дека е смешно и трагикомично. Значи, во независна, суверена Македонија, каде постои закон и правда, и никој не е изнад законот, значи не може да се за човек кој не е докажено обвинение да се обвинува. А од спротивната страна, значи СДСМ и специјалното јавно обвинителство, докажено обвинението према господинот Зоран Заев, и 5 пати е докажено и на лице место се гледат и преку видео снимки не преземат ништо. Значи затоа е страшно и смешно и трагикомично. Откако пред 10 дена Основниот суд Скопје 1 донесе одлука мерка куќен притвор за градоначалникот на општина Битола, да кажам дека поддршка за неговата работа, односно поддршка за градоначалникот Талески стигна од сите страни, односно од голем број граѓани на цела Република Македонија. Својата поддршка ја истакна и градоначалниците од Преспанско-Пелагонискиот регион, како и голем број градоначалници од цела Македонија.